Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Поради зголемената потрошувачка на водата за пиење, комуналното предпријатие Водовод ќе реализира еднонеделна рестрикција за корисниците. Прекинот во снабдувањето со вода од водоводната мрежа ќе се прави според однапред изготвен план, а ќе започне од 9 август. Поради екстремно високите дневни температури и нарушените хидролошки состојби во регионот, како и енормно зголемената потрошувачка, особено во вечерните часови, и нерационалното користење на водата, комуналното јавно предпријатие Водовод започнува со рестрикции за корисниците кои се приклучени на градската водоводна мрежа. Во писмениот допис до медиумите, од предпријатието велат дека се принудени да воведат наизменична рестрикција што ќе трае 8 дена во сите зони во населените места и во градот. Рестрикциите се воведуваат со цел водата да стигне до сите потрошувачи, бидејќи превентивните мерки со контроли и санкции против несовесните потрошувачи не ги дале очекуваните ефекти. Граѓаните ќе бидат навреме известени за распоредот и термините за рестрикциите, кои ќе се применуваат од 9 до 16 август. Според распоредот, први без вода на 9 и 13 август во периодот од 14 до 20 часот ќе останат потрошувачите од селата Прибачево, Грдовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Тркање и Бања. На 10 и 14 август вода ќе немаат корисниците од ниската зона во Кочани, додека за потрошувачите од средната зона рестрикцијата ќе се спроведе на 11 и 15 август. Без вода од водоводната мрежа ќе останат и корисниците од високата зона, а тие ќе бидат исклучени на 12 и 16 август. Од комуналното јавно предпријатие Водовод очекуваат граѓаните да имаат разбирање за преземените мерки и да дадат свој принос во настојувањата водата да биде подеднакво достапна за сите. За сега нема информација дали рестрикциите ќе продолжат и по 16 август. Голема злоупотреба на водата за наводнување вршат земјоделците, ја крадат и наводнуваат страништа за да си го олеснат орањето. Водостопанство Брегалница со дежурни екипи од полициската станица на терен прави обиколки по нивите и поднесува кривични пријави. Сезоната за наводнување е во тек, но истовремено и во многу критична ситуација. Со зголемувањето на температурите се зголемија и потребите за вода, но и несовесноста на земјоделците, кои што доста себично се однесуваат во наводнувањето, со тоа што водата ја користат за наводнување на страништа. Водостопанство на Македонија, подружница Брегалница Кочани, дежураат со полиција и им пуштаат пријави на несовесните корисници. Самите водокорисници, барем дел од нив, не сите, сме на некој начин се несовесни, бидејќи забележавме на неколку места каде што ја злоупотребуваат водата, односно до тој степен што вршат наводнување и на стрништа, односно ниви кои што веќе се ожнејани за да можат полесно да ги ораат. И сето тоа е евидентирано на наша страна деновиве и е пријавено во полиција. Се бориме со нив, веќе има поднесено и пријави, меѓутоа сепак треба да разбереме дека ова вода која што располагаме ние со нив, со вода, е за сите земјоделци, не е само за поединци и треба да имаме разбирање дека не треба да бидеме себични и алчни во тој поглед. Во моментов десниот магистрален канал е целосно пуштен со максимален капацитет и по него секојдневно се испорачува 11,5 метри кубни вода во секунда. Десниот магистрален канал го пуштаме максимално со максимален капацитет и во него течи вода до речите до крајниот потрошувач, меѓутоа со проблеми, како што рековме, затоа што најчесто во ноќните часови несовесните водокорисници на одредени места вршат самоволно испуштање или уништување на вратите и пуштат големи количини на вода и мораме да се справуваме со нашите дежурни служби. Неколку вечери редоследно вршевме обиколка по каналот за да ги фатиме истите соедно со полиција и дежуревме со полиција на одредени места, меѓутоа несовесноста е до тој степен што ако не се на времено, значи оправи работава, ќе имаме големи потишкоти. За сега проблемите се мали, но ако се продолжи со ова темпо на злоупотребување на водата, како и на високите температури, неизбежно ќе бидат големите проблеми околу наводнувањето.
Промена на раководната функција во текот на денот е направена и во јавната здравствена установа Општа болница Кочани. Со решение на министерот за здравство на местото директор на болницата е назначена доктор Борка Панова, специјалист по интерна медицина. Решението за новото кадровско именување е веќе испратено, пошто е направена и промената. Инаку доктор Панова има повеќе годишно работно искуство во Кочанската општа болница, па незиното доаѓање на раководното место во јавноста се толкува како очекувано и заслужено. Со назначувањето, таа ја презема директорската функција од незиниот претходник доктор Дарко Иванов, кој истата ја извршуваше околу половина година. По распишувањето на локалните избори според календарот за активности на Државната изборна комисија од 21 август до 9 септември ќе трае рокот во кој граѓаните можат да направат увид во избирачкиот список. За оние што нема да се пронајдат, потребно е во истиот рок да поднесат барање за впишување на нивните податоци во списокот. Рок од 3 недели им стои на располагање на граѓаните за да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за предстојните локални избори. Според роковникот на активности што веќе го објави Државната изборна комисија на својата веб страница, периодот во кој ќе може да се направи проверката ќе започне на 21 август и ќе трае до 9 септември. Увидот е неопходен за гласачите да се уверат дека без проблеми можат да го остварат своето избирачко право. Како и во изминатите изборни циклуси, увидот ќе може да се направи во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, како и по електронски пат на интернет страницата на ДИК. Доколку не се пронајдат во списокот, потребно е во истиот период што е определен за увид, граѓаните да поднесат барање за впишување на нивните податоци. Во меѓувреме, од комисијата е испратено барање до Министерството за внатрешни работи, кое треба до полноќ да достави обновени податоци за граѓаните што содржат единствен матичен број. По завршувањето на рокот за увид и разгледувањето на евентуалните барања за запишување, Државната изборна комисија во рок од 15 дена од завршениот јавен увид, односно најдоцна до 24 септември, ќе го заклучи конечниот број на запишани гласачи. Според официјалните податоци од последните предвремени парламентарни избори што се одржаа на крајот на минатата година, во општина Кочани имаше запишано вкупно 33.247 граѓани со право на глас. Во Чешиново Облешево 5.758, а во Зрновци 2.655 гласачи. Од ажурираните податоци што треба да ги достави Министерството за внатрешни работи, ќе може да се утврди колкаво е отстапувањето од овој број, што настанало во меѓувреме, со оглед што за претходните избори на територијата на целата држава беа регистрирани близу 77.000 иселени лица во странство. Дополнително од списокот треба да се избришат починатите, а да се додадат лицата кои во меѓувреме се стекнале со право на глас. Инаку, според роковникот на Државната изборна комисија, партиите, односно предлагачите на листи за избор на градоначалници и членови на советите на општините, имаат обврска најдоцна до 14 септември да ги достават своите предлози до комисијата. Заврши регулацијата на Зрновска река. Со реализација на овој проект, Зрновска река е регулирана и уредена во должина од 463 метри, со што се придонесе за заштита на објектите во близина на речното корито. Согласно општинската програма за регулација и уредување на Зрновска река, како и спречување од излевање на реката, заврши регулацијата и уредувањето на реката во рамките на втората фаза. Овој значаен комунален проект, кој беше од особена важност за стотината семејства кои што живеат долж коритото на Зрновска река, општината го реализира со финансиска поддршка од ИПА програмата. Регулацијата и уредувањето на речно корито на реката Зрновка се одвива континуирано, така да јас очекувам дека за следните неколку дена целосно ќе биде завршено уредувањето. Навистина имаше одредено пролонгирање, меѓутоа можам да кажам дека сето тоа беше од некои оправдани причини. На моменти имаше подземни води, не можеше да се работи навремено, меѓутоа исто така, значи, и според временските услови многу топло, значи знае вработените беа приморани на моменти да прекинат, меѓутоа во текот на следната недела навистина, значи конечно целосно ќе биде завршено уредувањето и регулацијата на реката Зрновка.
Со реализација на овој проект, Зрневска река е регулирана и уредена во должина од 463 метри, со што се придонесе во многу за заштитата на објектите во близина на речното корито. Средствата за изградба на речното корито се обезбедени од ИПА грантот за развој на руралните средини и се во висина од 10 милиони и 700 денари. Проектот се реализираше во изминативе 3 месеци, а со регулацијата и целосното уредување на коритото на Зрневска река веќе е подобрен и изгледот во центарот на населеното место Зрновци. Општина Виница планира да реализира партерно уредување и да изгради дрвен летниковец во кругот на детската градинка Гоце Делчев. Тендерот за јавна набавка е веќе објавен, а за градежните работи се планира да се инвестираат околу 6.000 евра. Локалната самоуправа на Виница ќе го доуредува кругот на детската градинка Гоце Делчев со нова урбана опрема. До почетокот на есента просторот треба да добие естетско разобавување и поголема функционалност од аспект на одмор на најмладите. Според планските документи што јавно се достапни, предвидено е да се потрошат околу 350.000 денари за партерно и хортикултурно уредување на просторот, како и да се постави еден летниковец. Се работи за објект изработен од дрво, за што има и предложен изглед со што тој треба да се вклопи во околниот амбиент. Исто така, дел од дворната површина треба да се поплочи со градинарски павер елементи на површина од околу 80 метри квадратни. Дрвениот летниковец треба да обезбеди простор за седење на најмалку 15 лица, а користењето природни материјали е надополнето со покрив за кој покрај дрво е предвидено да се употреби шиндра. Објектот треба да има украсна ограда и соодветна заштита од влијанието на временските прилики. Средствата се обезбедени преку Швајцарската агенција за развој и соработка, а собствено финансиско учество има и локалната самоуправа. Јавниот тендер за избор на изведувач на градежните работи веќе е објавен и пријавувањето на заинтересираните трае до 14 август. Доколку се помине според планираното, се очекува во почетокот на есента да се реализираат планираните градежни работи. Се почитуваат ли препораките за исполнување на хигиенскиот минимум во угостителските објекти? На високите температури лекарите со препораки до угостителите за одржување хигиена при продавање на храна и пијалоци. Колку угостителите ги спазуваат препораките на лекарите и инспекциите за исполнување на хигиенскиот минимум, кој што мора да се оствари за да продаваат храна и пијалоци. Лекарите со препораки за спазување на хигиената, како и за дезинфицирање на работните и други површини. Сите кои што работат со храна посетува курс за хигиенски минимум. Тоа не е декларативно. Книгата е многу добра, многу убава и се опишува внатре не само за тие што работат во угостителство, него тоа важи и за жените кои што работат дома, и за тетките, и за бабите, и за сите, за да не се прават грешки во кораци. Значи, со една крпа, со една мивка се пребришуваат работните површини. Значи, посебно треба да имаме оделна крпа со која што се со сјај или со детерџент се пребришуваат со топла вода и после се врши дезинфекција. Сунгерите не треба да стоат, сунгерите треба за 2-3 дена да се фрлат. Таму кај што, например, да се смени, бидејќи сунгерот и со миење на прашок не може да се исчистат бактериите во него. Никако не може. И прашок, да го переме и со топла вода и прашок, бактериите остануваат во него. Значи, сунгерите, крпите, тоа се најзаразните материјали. Затоа, например, се практикува сегде во Европа. Не е сега ние да кажеме луксус, ние сме, ајде, можеме да поминеме. Не можеме да поминеме, ако сакаме веќе да идеме како што треба. За личното наше здравје, ово не е луксус. Значи, се користат книжни салвети, хартини, брисачи, бидејќи крпата е за ден-два треба да се фрли за вриење. Не може една крпа да стои недела дена и со таа крпа се загадуваат површините само уште повеќе. Доктор Страбиновска апелираше и за чување на месото во фрижидер, односно да се внимава со осетливите протеински производи, да се држат на ладно и секако термички да се обработуваат. Посебно, додаде доктор Страбиновска, на вакви високи температури да се посвети големо внимание на одржување и на личната хигиена.
По повод празникот Света Петка во црквата посветена на истоимената светица, во местноста викана Кочански дол, утрово се одржа голем црковно-народен собир. Се служеше ручек за сите присутни верници. Света божествена литургија по повод празникот се отслужи и во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Голем црковно-народен собир се одржа во црквичката посветена токму на оваа светица во местото викано Кочански дол. Голем број верници присуствуваа на славата, а како и секоја година се служеше манастирски ручек. Домакините на црквата Света Петка во Кочански дол рекоа дека продолжува собирањето доброволен прилог за изградба на црквата и ќе може да донираат сите верници кои сакаат да помогнат во изградбата на храмот. Поставен е кровот и сега се работи на уредување на внатрешноста. Со самото започнување на градење на црквата, надлежниот митрополит Иларион постави камен темелник за нејзина изградба, па сега останува на верниот народ да помогне околу нејзината изградба. Инаку, црквата Света Петка во Кочански дол повеќе пати е мета на крадци и бива ограбена од несовесни граѓани. Последниот пат беа украдени казаните за готвење ручек, а беше разбиена и вратата на кујната и прозорецот. Таа кражба беше шеста за краток период на оваа црква. Но тоа не спречи и понатаму да продолжат собирите на 8 август, кога се чествува споменот на Света Петка. Света божествена литургија по повод празникот Света Петка се отслужи и во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги, каде што се подигаа и голем број панагии за здравје, а оние кои што го носат името на светицата го славеа својот именден. Следува информацијата од спортот. За почетокот на идната недела е планирана планинарска експедиција за освојување на врвот Мон Блан. Во екипата која ќе биде составена од македонско-српски планинари ќе учествува и Тоша Антов, член на планинарското спортско друштво Осогово од Кочани. Членовите на планинарското спортско друштво Осогово деновиве реализираа успешно искачување на 4 највисоки врвови на планината Рила во соседна Бугарија. Групата од Кочани во придружба со други планинари од Бугарија ги освои Отовишки врв, Вазов врв, Харамијата и Езерски врв, како и 7 рилски езера. Иако од полесен карактер, сепак оваа тура беше дел од подготовките на планинарот Тошо Антов пред неговото предстојно искачување на врвот Мон Блан, кој се смета за највисока планинска точка во Западна Европа. Подготовките на Антов се во тек, а експедицијата ќе се реализира во соработка со планинарскиот клуб од Предејане во соседна Србија. Целата акција ќе започне на 14 август во Италија од планинарскиот дом Мезалама на 3008 метри надморска височина. Следниот ден ќе се искачи врвот Полукс со 4086 метри, пошто планинарите ќе се вратат на Рочио Нера, во чија близина ќе пренокуваат. Искачувањето на кровот на Западна Европа е планирано за 19 август, а целата акција ќе заврши на 22 август. Искачувањето на Тошо Антов на Мон Блан ќе се реализира точно една година откако претходно тоа го направи кочанскиот планинар Борис Попгеоргиев. Инаку, ова освојување на највисокиот врв во Западна Европа за планинарското спортско друштво Осогово ќе биде 16-то поред од основањето на клубот.
Со временската прогноза го завршуваме денешното издание на вестите на Канал 8. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.